Колку се безбедни новинарите на терен и кои се нивните права? Една од темите на кои утрово разговарам со Драган Сакуловски, извршен директор на Сдруженијето на новинари на Македонија. Добро утро. Добро утро. За жал, уште еден имал настан напад над наш колега новинар. Значи ли тоа дека ние новинарите сме безбедни кога сме на терен? И како да се заштитиме? Да, бележиме пораст на напади и закани на новинари оваа година. Тоа е негативен тренд кој што се одразува не само негативно кон безбедноста на самите новинари кои што се предмет на напад, туку во поширок контекст ја загрозува и слободата на изразување, бидејќи кај нас едноставно се покажува дека некои луѓе имаат проблем со критика и кога таа критика ќе се надмене, тие наmesto посебно по некој цивилизиран начин се одлучуваат да направат нешто што не е дозволено во едно демократско општество. Во рамки на Сдруженијето на новинари работиме сериозно на темата за безбедност на новинари. Знаете, кога станува збор за безбедност на новинарите, не е само физичкиот напад како еден инструмент кон кој што се притиска кон новинарите, туку имаме и економска безбедност, имаме и безбедност од потенцијални тужби кон новинарите, меѓутоа и безбедност во сајбер светот, односно на интернет просторот. Кога станува збор за одредена статистика, можем да кажем дека лани, ако сме имале 25 тужби за клевета и навреда кон новинари, оваа година имаме 55, што значи дека веќе имаме дупло пораст на тие тужби кон новинари, кои што професионално се вршеле својата работа. Во одреден случај тие тужби се покренати од сериозни економски мокници, меѓутоа и од политичари. Во исто време, кога станува збор за бројот на напади, да, иако трендот е релативно да има мал број на физички напади и на закани по живот на новинари на социјални медиуми, сепак во голема мера ретко кој тој случај завршува со судска разрешница во корист на новинарот и обично судскиот процес или никогаш не започнува или трае долго време. На тој начин се демотивираат и голем број од новинарите да се занимаваат со теми кои што се од сериозен јавен интерес, каде што има злоупотреба, да речеме, на јавни средства и слично. Секако дека има позитивни случаи. Меѓутоа, во голема мера, кога ќе се земе во предвид дека и стандардот новинарски е релативно низок, голем број од новинарите имаат и договори на работа кои што не гарантираат нивна економска безбедност, не може да се очекува дека сите тие ревносно ќе зафаќаат храбри потези. Повторно ќе кажам, има позитивни примери, но сликата генерално е таа. Се плашат ли новинарите да пишуваат и да истражуваат? Зависи. Ви рекол и да и не. Има храбри новинари што даваат многу позитивен контекст, меѓутоа ако станува збор за медиуми кои што се економски многу слаби, кои што може лесно да им се влијае, на тој начин мислам дека дел од новинарите идат по на инерција да се ја задржи својата плата и некои теми едноставно да ги премолчат. Тоа не е добро и тоа мора да се работи. Тоа е проблем не само на новинарите, туку и на целото општество, бидејќи една од обврските на било која демократски, да речеме, како општества е да овозможнат услови за работа на новинарите, каде што ќе може тие безбедно да си ја работат својата работа и да не се плашат од никакви притисоци, посебно не од оние кои што се на власт, па и оние што се на опозиција. Колку често новинарите знаат да побараат помош од Сдруженијето на новинари и еве ќе ги споменеме и жените, односно новинарките, тие често знаат да бидат изложени на напади? Да, за жал, според нашата статистика во последните 3 години бележиме многу поголем број на закани по живот на новинарки пред се на социјалните мрежи и на интернет, отколку кон новинари. А кога станува збор за физички напади, тие се најчесто мажи новинари, се станува збор за напади на протести во голема мера и слично. Таа заштита која што ја нудиме на нашите членови пред се е правна заштита, затоа што станува збор за заштита пред суд или за заштита од потенцијални тужби кои што можат да нарушат безбедноста на новинарите и финансиската, да речеме, како кондиција. И во исто време тоа што го правиме е подобрување или стремење кон подобрување на судската пракса кога станува збор за застапување на новинари, но и на регулативата. Знаете, во европските држави постојат кривични закони каде што новинарите уживаат поголема заштита за разлика од некои други граѓани и се стани на иста линија како што се и адвокатите, лекарите, бидејќи природата на новинарската работа подразбира дека понекогаш тие може да се ставени во поголем ризик за разлика од некои други професии. И затоа
уживаат поголема заштита. Кај нас во Македонија измените на кривичниот законник се ставени во собраниска постапка уште од јули 2021 година, меѓутоа поради одредени пречки или би рекол поради несогласување помеѓу партиите внатре, се уште тој закон е во фаза на разгледување и немаме најава кога ќе се донесе. Ние ги притискаме претеничките групи да го направат тоа побрзо, меѓутоа искрено не сум многу амбициозен дека тоа ќе се случи во крајот на оваа година. Ќе ги споменам и колегите сниматели. Кога одиме на терен, ние сме тим, екипа, работиме заедно. И тие често се изложени на напади. Да, тука морам да кажам дека како здружение работиме сериозно на покривање на солидарноста меѓу новинарите и снимателите. Добра работа е секцијата на сниматели при Сдруженијето на новинари, каде што обединува негде околу 90 сниматели не само од националните, туку и од регионалните и локалните медиуми. Тие исто така се изложени на напади, бидејќи кога станува збор за настани партиципативни, кај што има толпа на граѓани на јавен простор, снимателите можат лесно се препознаат дека се дел од новинарска екипа, бидејќи нели носат нормално вообичаена поголема камера, сталаци и слично, и снимале инциденти каде што или тие или нивната опремата која што нели ја задолжила својата телевизија била предмет на оштетување или тие самите биле предмет на напад. Заедно работиме во овој случај и со МВР, меѓутоа имаме обиди и со обвинителството и со судот да секој напад да се процесира во најбрзо време. Едно од би рекол позитивните елементи што ги имаме во оваа година е тоа што основното јавно обвинителство делегираше основен јавен обвинител во Скопје кој што ќе се грижи во перспектива доколку има повреда на правата на новинарите пред се во кривичната материја, тие новинари да имаат предност и постапките да се завршат по бргу. Тоа е како некое преодно решение, дур не се усвои оној закон во кривичната сфера, каде што ќе се овозможи системски подобри механизми за заштита на правата на новинарите. Колку е атрактивна професијата новинар во последниот период кај помладите генерации? Па мислам дека повторно се враќа делумно на атрактивност кон младите, се уште тоа не е доволно, бидејќи свесни сме, барем ние од Сдруженијето на новинари знаеме дека има дефицитарни кадри, млади пред се новинари се бараат, не само во традиционалните медиуми како што се телевизиите, радијата и весниците, толку и во новите медиуми дигитални пред се. Јас би рекол не доволно има се уште млади луѓе што имаат нели вештини што можат да се најдат веднаш на работа од првиот ден, меѓутоа фактот дека се покажува интерес, фактот дека ете и ние како здружение придонесуваме да се крене професионалноста на некое подобро ниво преку разни обуки, студиски посети, кампањи, правилници и слично. Мислам дека идеме во некоја, би рекол вака оптимистички кажано, во подобри времења. Ќе видиме дали тоа ќе биде така и можеби само некој лажен оптимизам, но во секој случај гледам дека степенот на ентузијазам, како и фактот на тоа дека се покрива солидарноста меѓу самите новинари е нешто што е позитивно за самата заедница. Кога сме кај професионалност, известуваат ли професионално нашите медиуми? Па би рекол, во традиционалните медиуми генерално да, ако се земе во предвид како индикатор бројот на представки што ги примаат само регулативните медиумски тела, како што е Советот на етика или како што е Советот на честа при ЗНМ, во голема мера оние онлайн медиуми или медиуми што сакаат да се приклучат кон професионалните онлайн медиуми, потврдуваат со етичките стандарди. Најчесто тука прекршување на кодексот на новинари во членот 1, значи не е запазена втората страна, или пак можеби се копираат одредени содржини што не се автентични на тие луѓе што се нели презентираат како новинари. Со цел да го пресретнеме како проблем, пред неколку години Сдруженијето на новинари заедно со Советот на етика формиравме регистар на професионални онлайн медиуми. Целта е да се зајакне онаа саморегулација и да се воспостават одредени стандарди каде што не секој ќе може да биде член на тој регистар. За да некој медиум, онлайн медиум биде или има право да биде членка, мора да исполнува одредени услови, тоа е да има импресум, да се знае кој е сопственикот на тој онлайн медиум, да има имейл адреса и контакт телефон, да се знае која е собственичка структура, кој е уредник, кој е новинар, кој е нели снимател, фоторепортер и слично, и секако да ги исполнува етичките стандарди предвидени во кодексот. Кодексот на новинари има само 17 членови. Навистина е краток, меѓутоа е основа. И долго се почитува секојдневно во работата на новинарите. Јас сум прилично сигурен дека довербата на граѓаните кон новинарите ќе се искачи на некое друго ниво и на тој начин ќе се помогнеме и самите себе како општество. Изработени се промотивни видеа токму на оваа тема? Точно. Да, во насока на ова постојано се трудиме да бидеме креативни како да го промовираме и кодексот пред граѓаните, бидејќи етичкиот кодекс за новинари не е само за новинарите и медиумските работници, тој служи и за граѓаните
за да знаат да препознаат што е етичко новинарство, а што не е. И кога тие ќе препознаат што не е, да може да се служат со механизмите за саморегулација и да доставуваат бесплатно представки до Советот на етика и до Советот на честа. Така да, овие промотивни видеа се во насока на тоа да ги потсетиме медиумските работници дека има одредени стандарди. Тие стандарди се универзални, не важат само за Македонија, меѓутоа се прилагодени во локален контекст. А во исто време да ги потсетиме граѓаните дека самите новинари имаат етички норми, етички правила и обврски кои ги известуваат дека мора да имаат одредени стандарди запазени во начинот на своето креирање на информирање кон граѓаните. Ги споминавте обуките и семинарите за новинарите. Тоа одличен настан за дружење на новинари, меѓутоа да се научи нешто ново. На што се насочувате во наредниот период? Ке има ли вакви слични обуки како што имавте во изминатиот период за новинарите? Да, секако дружбата на новинарите е многу важна, посебно кога станува збор за би рекол инклузија на новинари од повеќе медиуми различни, бидејќи новинарите се среќаваат често на терен, тие се групирани кога следат заедно настани, но многу ретко имаат прилика од различни редакции на медиуми да се дружат и на тој начин сметаме дека може да се покрене солидарноста кога ќе направиме амбиент кај што ќе може да разговараат не само за работа, туку и за одредени предизвици во новинарската професија, а именно од аспект на теми кои што ќе ги третираме во иднина, фокус апсолутно ќе ставиме и на потребите на младите новинари, да ги прашаме кои им се оние теми што тие ги сметаат за важни или интересни, но тука се и новинарите од јавниот сервис, бидејќи сакаме својата пракса и своето знаење на што сме го акумулирале во последните 10 години да го споделиме со колегите од јавниот сервис и нормално со секциите, тоа се секциите на сниматели, секциите на спортски новинари, секциите на млади новинари, на фоторепортери и слично. Така да има доста работа и доста предизвици пред нас. Конкретните теми ќе ги дефинираме заедно при фазата на изработка на новиот стратешки план на ЗНМ кој што треба да почне да се работи кон почетокот на 2023 година. И тоа ќе гледаме да биде еден процес кај што секој наш член ќе може да даде придонес преку разни идеи или преку предлози со цел да бидат тие настани на вистина од интерес на сите. Благодарам многу на одвоеното време. Благодарам и на вас за поканата. Студио, доколку се слушаме, јас се надам дека одговоривме на голем дел од прашањата кои што не засегаат нас, новинарите.